линковски да ја поврземе. Не знам дали имаме можност, но режијата секако ми даде знак дека нашата Ирена Црвенокосата или гледачките, Ирена, морам да ти кажам дека пред некој ден на фризер или на стоматолог, не знам каде беше, коментираа нешто едни таму клиентки и те нарекуваат Ирена Црвената. Јас те нарекувам Ирена Црвенокосата, но тие те нарекуваат Црвената колешка. Да ја поздравиш и сите останати. Добро утро за тебе и драго ми е што ни се јавуваш од едно многу интересно место во главниот град. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Голем поздрав до сите наши гледачи кои што не следат во Македонија и ширум светот. И како што кажа ти, ова утро се наоѓаме од едно навистина интересно место. Ова беше поранешна печатница на Нова Македонија, а сега е културно-едукативен центар Лабораториум, кој што се наоѓа во центарот на градот, во срцето на градот. И ова утро разговараме со Калина Дуковска, која што е креативен организатор во Лабораториум. Калина, добро утро. Добро ни дојдовте во утринската Добро утро секое утро. Навистина интересен простор, интересно место. Како што кажав, Лабораториум отворен неодавна во минатиот месец во центарот на Скопје. Интересно име, не е лабораториум, туку е лабораториум. Која му е целта и кои му се активностите? Да, значи отворивме на 8 декември како еден почетен ден за нашиот нов културно-едукативен центар со цел да таргетираме различни таргет групи и да имаме едно ново место за креативни индустрии, за враќање на занаетчиството и за ширење малце на културата во Скопје. Сега примарниот фокус во последните месеци ни беа младите, таргет групата што сакавме да ја покриеме со сите изложби, концерти и случувања што се случија, бидејќи освен халата која што имаме, исто така има и кафетерија и двете пробавме да ги развиеме малце повеќе во поглед на млади. Меѓутоа со отварањето на дизајн маркетот и со новите работи сега што ќе се случуваат, пробуваме да отвориме малку пошироко спектарот на таргет групите кои што ги имаме, за да таргетираме и повозрасни, но и деца. И сега ќе почнат различни активности и работилници со тоа што ќе се фокусираме вистински повеќе на едукативниот дел, бидејќи културниот сметаме дека почнавме колку да толку да го развиваме и двете струи паралелно некако да ги шириме последниот период. Лабораториум, бидејќи е експериментално место, каде што треба да може било кој да дојде да се чувствува како дел од еден комјунити и да експериментира со своите интереси, креативи, знаења, да експериментира со дружењето со другите луѓе, да биде едно место каде што можеби ќе создадеме нешто повеќе од тоа што мислиме дека можеме да направиме. Многу убаво, многу се радувам мака кога млади луѓе имаат навистина преубави, прекрасни идеи и убаво кажа нема да биде само за младите, туку го проширувате кругот и за повозрастните. Во рамките на Лабораториум функционира маркет дизајн. Ајде малку за тоа да објасниме, тоа е спојна за наичи и на дизајнери. Така е, значи на 29 февруари се отвори Lab Design маркетот, кој што може да го видите позади мене. Идејата позади Lab Design маркетот беше дека има многу дизајнери и креативци во Македонија кои што можеби немаат прилика секогаш на исто место да се сретнат во една заедница, да ги изложуваат, да ги продаваат своите работи, меѓутоа и да има фокус на занаетчиството и на вистински рачно изработените производи. Сега во Lab Design маркетот сите производи што можете да ги видите и сите дизајнери кои што се влезани се специјално со фокус на еко-френдли, одржливи материјали, специјално селектирани бои, рачно изработени. Идејата е дека занаетчиството во Македонија има вистински многу што може да покаже, да, и е во подем во последно време и ние сакаме да дадеме простор каде што можат сите овие дизајнери да се сретнат заедно, да градат една заедница и да го направиме уште посилен овој дизајн свет во Македонија. Се разменуваат искуства, меѓутоа не може секој да учествува тука. Имавте комисија, нели? Така имаше отворен повик на кој што се пријавуваа различни дизајнери за наичи и потоа нашата комисија одлучуваше кој смета дека треба да влезат во дизајн маркетот. Истата таа комисија иде од луѓето кои што се постојано тука и кои што ги продаваат и изложуваат овие производи, меѓутоа и дизајнерите од сите различни штандови исто така се во просторот, може да дојдете да го посетите од вторник до сабота од 12 до 6. Значи отворено е за сите посетители, така? Да, отворено е за сите посетители во текот на целата недела, освен кога има некои екстремно големи настани, како некои што следуваат. Така, кога сме веќе кај настаните, да искористиме оваа можност да најавиме она веќе што ќе се случува во среда и не еден интересен настан кој што ќе се случува, се разбира, во петок, по повод денот на жената 8 март и уште еден настан имате во недела. Да, значи утре во кафетеријата ќе има jam session, односно отворена
платформа каде што ќе можат музичари или не музичари да дојдат со своите инструменти или без своите инструменти, бидејќи ние имаме некои, и заедно да креираат музика како еден експериментален настан каде што различни луѓе од различни возрасти ќе се мешаат. Веќе пробавме еден прототип на настанов минатата недела, беше доста успешно, ама сега малце поголем ќе го направиме, така да добре дојдени се сите кои што сметат дека знаат нешто со инструмент да направат утре. Во петок ни следуваат поп-ап базар кој што ќе влезе во дизајн маркетот, некои од другите дизајнери кои што нашиот тим смета дека треба да бидат исто дел од настанот во петок по повод денот на жената, ќе присуствуваат овде и паралелно ќе се случува и работилница на изработување транспаренти за маршот на жените. И истата вечер од швајцарска амбасада имаме чест да ни го донесат Хюбрис, еден артист кој што ќе настапува во кафетеријата. Во петок од друга страна ќе има многу интересни настани. Дента Пирка организацијата ќе прават како креативна полуизложба, полудизајн настан во халата и потоа ќе имаме и журка во кафетеријата, а во недела правиме хуманитарна представа за деца, за Лео, за да и сите средства ќе бидат донирани за Лео, да дојдете, да ја погледнете, да дојдете на било кој од настаните. Вратите се секојаш ширум отворени, дојдете да експериментираме, мислам дека ќе биде многу забавно. И ве поканувам во вторник на првенството на бармени, кој што се организира по повод 15 години бармени во Македонија. Мислам дека тоа ќе биде исто така еден ептен голем интересен настан. Ке кажам вака, се кажа на брзина во една реченица, на вистина многу настани, многу активности овде во ново отворениот културно-едукативен центар Лабораториум. Ние од утринската програма ќе бидеме тука за вас, ќе ги следиме вашите активности, ќе бидеме секогаш отворени и поддршка на вака позитивни и млади лица како ти и тимот кој што работи во Лабораториум. Убава позитивна енергија еве кај мене, а претпоставувам и кај гледачите. Дали имаш уште нешто да кажеш на крај или тука може веќе да се одјавуваме од ова место? Може би како последно да се подготвите за новите едукативни работи кои што ќе следуваат и да се подготвите за еден центар кој што буквално се широмо отворени вратите за сите да дојдат и заедно експериментално, креативно да се изразуваме и да направиме нешто многу поинтересно од тоа што можеме. Не е само за млади, така? Не е само за млади, за сите возрасти од најмали до најстари. Целта е дека ова е еден центар каде што сите може да дојдат. И тоа и го правиме. Од овде ќе се одјавиме од центарот на град Скопје, од едукативниот центар Лабораториум. Се враќаме повторно во студиото кај Сузе.